إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bidnillahi ta'ala ke продолжиме во објаснувањето на оваа изворедна книга, таа е Кешфу шубухат, откривање на сомнежите, кој нејзиниот писател е врвниот алим шејхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Шејхот велит во каде застанавме, значи еден дел ќе го повратиме од синоќа: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها. Вели шејхот, шејх Мухаммед рахимуллах, знај добро, знај дека оние луѓе кои ги напомнавме претходно, а тие се оние луѓе кои велат како можете вие нас да не споредувате со мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи или да не ставите уште полоши од нив, кога ние велиме шахадет од ла илаха илаллах Мухаммедун расулуллах, ние постиме, ние клањаме и така натаму, и веруваме во живувањето, а сето тоа тие мушрици не го правеа. Велит шејх Мухаммед рахимуллах, знај дека тие луѓе имаат исто еден други сомнеш, а тој е еден од најголемите сомнеши кои тие го носат против луѓето на теухидот. Затоа слушај добро, значи слушај добро одговорот на тој сомнеш. Значи, зашто тоа е многу важно, што шејхот, шејх Мухаммед рахимуллах, ни дават нас и онај сомнеш кој тие го носат, а истовремено и одговорот да го имаш. Значи, за да познаваш одговорот, како да одговориш на тие луѓе. Значи, да одговориш не со емоции, туку да одговориш со знаење. Вели шејхот: وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, а тоа, значи тој сомнеж е следното: إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلون مثل أولئك. Значи, велат тие луѓе, оние луѓе над кои слезе Куранот, значи се објави во нивното време, значи мушриците во Мека, Абу Лахаб, Абу Џахал и така натаму, тие луѓе не тврдеа ла илаха илаллах. И тие исто го негираа пекамберот салаллаху алейхи ва салам, и тие исто негираа оживувањето, и го негираа Куранот. И велеа дека Куранот е магија. А ние тврдиме ла илаха илаллах Мухаммедун расулуллах, и ние го потврдуваме Куранот, и веруваме во оживувањето, и клањаме, и постиме, како тогаш вие се осмелувате да не правите нас како нив? فالجواب, одговорот на тоа е, како што велит шејхот шејх Мухаммед рахимуллах: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد صومه، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. Вели шејх Мухаммед рахимахуллах дека алимите немаат несогласност. Значи алимите се во потполна согласност. Сите се согласни дека ако еден човек го потврдуваат пекамберот салаллаху алейхи ва салам во еден дел од шеријатот, а во други дел од шеријатот го негира тој, дека тој човек е кафир, е неверник, не влегол во исламот. Исто како некој веруваат во еден дел од Куранот, а во други дел го негират, тој е неверник. Исто како онај човек што го тврди теухидот, го тврди намазот и
во спротивно го негират зекатот. Или го потврдуват и теухидот, и намазот, и зекатот, но го негират постот. И така натаму, значи со хаџот, исто кои ги потврдуваат предходните исламски шартови, но го негират хаџот, тој е тогаш со тоа неверник. И потоа вели шех Мухамед рахимахуллах, значи сваќате што е тука муабетов од шех Мухамед рахимахуллах, значи идет човек, има човек идет, тој вели ла илаха илаллах, Мухамедун Расулуллах, нема проблем со овај дел. Исто го кланјат намазот, исто дават зека, исто постит, но вели за хаџот не постои хаџ во исламот. Ова работа вие сами ја измисливте. Арапите имате измислено, дојме таму да даваме парите. Тоа значи, вели ла илаха илаллах Мухамедун Расулуллах. И се кланјат, и постит, и дават зекат. Но за хаџот велит, ова ги имате измислено арапите, за дојме ние парите наши да оставаме таму. Не праја хаџ, нема во исламот. Тој е неверник. Иако тој кланјат, иако тој постит, иако тој дава зека, неговото клањање, неговото постење, неговото давање зекајт, не го штити него да не излезе од верата. Ако тој го негира хаџот. Значи, разбравте? Значи, овде е ова првиот агол на одговор од шех Мухамед рахимахуллах за оние луѓе кои велат, значи, како моите вие нас да не правите неверници, кога ние тврдиме шахадето, тврдиме дека пегамберот е вистина, тврдиме дека Куранот е вистина, веруваме во живувањето. Да, ама овие работи, ако веруваш, ако ги тврдиш, но правиш во спротивно работи кои ти го уништуваат исламот, те извалат од верата, тоа и тие работи што ги правиш не те штитат тебе да не излезеш од верата. Зашто оваа вера е комплетно. Allah Ta'ala šavlja u Kur'anu: "Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa." Ovие кои сте верувале, влезите во Аллаховата вера целосно. Кафа, целосно. Значи не 99,9%, 100%. 100%. Потоа вели шех Мухамед рахимахуллах: "Валемма лем янқут унасун фи замани наби салаллаху алейхи ва саллам лил хаџ, анзала Аллаху фи хаққихим." Едни луѓе во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам не се покорија, не се одзвија на хаџот. Значи кога им се задолжи на муслиманите хаџот, некои луѓе, значи, не се покорија на наредбата за хаџот, тогаш Аллах субхана ва таала за тие луѓе објави следниот ајет: "Валиллахи ала наси хиџџул бейти мен истата'a илейхи сабила, ва мен кафара фа инна Аллаха ганијун анил алемин." Значи, Аллах субхана ва таала им наредува на луѓето да направат хаџ докај куќата, а таа куќа е, значи, Каба во Мека. Кој имат можност да стигне до таму? Значи, мен истата'a илейхи сабила, значи имат можност да стигне, значи, до Мека. Можност економична, можност здравствена, како што спомнав нисто, синека. Ва мен кафара, но кој прави неверство, кој негират, фа инна Аллаха ганијун анил алемин. Аллах субхана ва таала е богат. Богат, независен спрема световите. Потоа вели шех Мухамед рахимахуллах: "Вамен aqarra бихаза куллихи ва джахада al-ба'са кафара бил-иджма'i ва халла дамуху ва малуху, кема қала Аллаху та'ала: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا." Allah subhana, znači veli šejh Muhammed rahimullah, дека ако некој го тврди сето ова, значи потврдува шахадето, тврди постот, значи го пости постот, кланјат намаз, дават зекат, прајат хаџ, сите овие работи ги исполнуваат тој, но негират оживувањето, значи тој прави со тоа неверство, и то со иџма'a, со согласност на сите алими. Како што велите Аллах субхана ва таала, оние кои права неверство спрема Аллах таала и спрема неговите пекамбери, юридуна и юферрику, тие сакаат да прават, значи, да разделба меѓу бейна Аллахи ва русули, меѓу Аллах субхана ва таала и неговите пратеници. Ва јекулун, и тие што велат? Ние веруваме во еден дел од она што објавил Аллах таала, ва некфуру би бад, и во други дел правиме неверство, значи го негираме. Значи
Она што објавила Аллах Таала, еден дел го прифаќаат, другиот дел го отфрлаат, го негираат. Што вели Аллах Таала? Улаика хумул кафируна хаққа. Тие се вистинските неверници. Тие се вистинските неверници. Значи Аллах Субхана ва Таала, оние луѓе кои сакаат да веруваат во еден дел во објавата, а други дел да го негираат, да го отфрлат, Аллах ги осудува нив за што? За неверници. Значи ова е осуда од кого? Од Аллах Субханаху ва Таала. Значи што значи ти дека требаш да прифатиш све? Како што рековме предходно. Удхулу фи силми кафа. Влезите во исламот целосно. Не еден дел ми се допаѓа, други дел не. Како што вели шејх Салих ал-Шејх тука, ако дојде човек и вели јас сакам да влезам во исламот, да го прифатам исламот, но јас прифаќам од оваа вера олку и олку дела. Значи, пример да сатите подобро, 70%, 80% од оваа вера прифаќа ја. Ти му велиш не си уште муслиман. Со ова не може да станеш муслиман, ти си уште кафир. Иако ти 80% прифаќаш. И 1% ако негираш, ти си уште кафир. Кафир, не си муслиман. Кафир, целосно. Целосно. Потоа вели шејх Мухамед, فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. Значи Allah subhanahu wa ta'ala многу јасно ги осуди оние луѓе кои веруваат во еден дел од неговата книга и другиот дел го отфрлаат, го негираат, дека тие се вистинските неверници. وأنه يستحق ما ذكر, и тој има заслужено онаа казна која се спомна во ајетот, а тоа е وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Значи Аллах Таала вели, за неверниците сме спремале една жестока казна. Една жестока казна, значи тој има заслужено. Значи она кој верува во еден дел од во Аллаховата објава и еден други дел го отфрлат, го негират, тој значи има заслужено таа жестока казна. Жестока казна. И тука во таа работа нема повеќе враќање. Значи кога ќе биде ставен во гробот, не можеш поча се вратиш назад. Готово, завршило. Тогаш ќе речеш, ќе посакуваш да се вратиш назад. Но нема враќање повеќе, затоа спремај се да не бидиш ти во овај дел. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Значи спремавме за неверниците жестока казна. Вели шејх Мухамед рахимахуллах, тогаш значи ти станува јасно дека овај сомнеш кој ти го насо, значи сомнежот е увек да го памтете го сомнежот, значи сомнежот е како може вие да не споредите нас со Абу Лехеб, со Абу Џахал, со мушриците во времето на пекамберот, кога тие не веле ла илаха, ние велиме ла илаха, тие не веле Мухамедун Расулуллах, ние велиме Мухамедун Расулуллах, тие не верува во Куранот, ние веруваме во Куранот, тие не верува во живањето, ние веруваме во живањето, како можете вие тогаш нас да не ставите во исти, значи во иста корпа, во исти кош со нима? Значи тие сакаат со ова да ти направат тебе дека тој се овде цела игра, цела измама од ним, а тоа е да тој, ако се кланјат, ако посет, ако правит хач, и ако после тој кај гробовите се моли на тие мртвите, тоа не му штетите. Значи тој тебе сака да ти ја затвори устата со други зборови. Како да ти затвори устата? Со вакви сомнежи, со вакви измами. Но, како што вели шејх Салих ал-Шејх хафизахуллах во објаснувањето на овај дел, дека овај начин на аргументирање, како тие идат сега тука со овај сомнеш, овај начин на аргументирање е хуџјатул атифија. Хуџјатул атифија значи аргументирање емоционално. А што вели после? Ва ма'лумун, а многу се знае јасно. Што? Енна дина qama ala al-burhan. А јасно е многу, се знае многу добро, дека верата е изградена на докази. والقضية العاطفية ليست ببرهان باتفاق العقلاء. А работата да аргументираш емоционално со согласност на сите остроумни луѓе, емоциите не се аргумент, доказ. Разбирате? Значи,
Сите паметни, здрави глави, остроумни глави, се во согласност паднати дека емоциите не се аргументи за верата да аргументираш. Туку аргумент на верата, доказ за верата е она што дојде во Куранот и во суннетот од пекамберот саллаллаху алейхи ва селем. И што вели шех Салих ал-Шейх, исто важна точка во овај контекст, а тоа е дека овај начин на аргументирање, значи начинот на аргументирање со емоции, ова го отворат за луѓето да ги следат нивните страсти. Значи, овај начин на аргументирање, значи аргументирање со емоции, го отворат патот да луѓето да ги следат нивните страсти, а не доказите што се дојдени во Куранот и во суннетот. Значи, разбирате? Значи, човек кога ти иде тебе со емоции, тогаш ова го отворат патот, отворат вратата, на што? На следење на страстите, а не на следење на верските докази. А нас ни е наредено да ги следиме верските докази, а не нашите страсти и емоции. Затоа, значи, треба да се пазиме ние од некои луѓе што со страсти и со емоции излагаат на интернет, на Ютубе. И ти мислиш, некогаш тие плачат, така? Ронат солзи. Но дали сме слушнале вие за крокодилски солзи? Крокодилот кога плачит. Крокодилски солзи се употребува зборот во секој јазик скоро за лажни солзи, измамнички солзи. Значи, ако сакаш ти да зборуваш за лажни солзи, измамнички солзи, велиш крокодилски солзи. И тога секој те разбира тебе дека тие се, значи, измамнички солзи. Тие луѓе што излагаат на Ютубе и ваѓаат крокодилски солзи, значи тие само да ги направат луѓето со емоции, да ги поврзат, и човек што е почетник во верата, пресен влезен во верата, тој мисли, овај човек нема како овега. Видио како плачит. Овија изгледа иман како океан, како карпа. А не во вистина тој сака само тебе и мене да те измамнит и да те ставит во неговата стапица и мрежа. И Аллах знае кога ќе излезеш од неговата мрежа. Може би ќе платиш и со твојот живот. Може би ќе платиш и со твојот живот. Се некои луѓе што паднале во такви стапици и мрежи, платиле со нивен живот. И нивните фамилии до ден денеска имаат последици. Поради такви слушања, значи од такви луѓе кои ваѓаат крокодилски солзи. Значи работата не е крокодилски солзи, брат. Работата е аргументи. Немој да ми тажиш, дај аргумент. Суфјан ес-Саури, рахимуллах, Суфјан ес-Саури е еден од карпите на Селеф, од најзнените луѓе на Селеф. Суфјан ес-Саури, брат. Кога се споминат звезда е сам тој. Суфјан ес-Саури, имам на дуњалокот. Пред 1200 години, ден денес се спомнат името него во книгите. Имам Суфјан ес-Саури, рахимуллах. Велит, има 10 врста на плачење. 10 врста. Од тие 10 врста, само една врст е за Аллах Джелешано. Другите 9 не се за Аллах. И таа една врст што е за Аллах, ако ти дојде тебе еднош годишно, и тоа е многу дури. А замисли некој што излага секоја неделя на YouTube и се тажи тука. Брат, тоа е работата. Оваа вера имат аргументи. Оваа вера нема потреба за крокодилски солзи. За да паднеш во нивни стапици и мрежи, за тие да се играат со тебе и со мене. Дај аргумент. Ако немаш аргумент, ла керама, нема никаков респект према тој човек. Исто, од втор агол на одговор во овај сомнеш, велит шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, велит,
وَيُقَالُ أَيْضًا Isto mu se veli na toj čovek što go nosi toj somneš إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. Veli šejh Muhammed rahimahullah, ako ti, znači mu veliš ti njemu, na toj čovek, koga mu odgovaraš na toj somneš, znači ti mu odgovaraš, njemu su argumenti, ne su emociji, mu veliš ti njemu, ako ti prihvaćaš, ako ti tvrdiš, deka onoj koji go prihvaća pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem vo site raboti, no jedna rabota negira. Što? Teka namaz je fars. Znači to je site rabotje, što je dojden pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, gi prihvaća. Ama jedna rabota negira, da to je, teka namaz je fars. Ennehu kafirun, deka toj čovek, so njegovo to negiranje na namazot, teka je fars, stanuvat nevernik. I to je bil iđma'a. Bil iđma' znači so iđma', so konzens. Nasite alimi. وَكَذَلِكَ إِذَا قَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَعْثَ Ili to je ako prihvaća sve od verata, site raboti, no negirat, otvarlat oživovanje to je nevernik. Ili prihvaćat site raboti, no go negirat posto 2 mjesec Ramazan, teka je fars, stanuvat nevernik so toa. I taka, natamu znači site medhebi. Znači, site medhebi se vo soglasnost. Teka to je čovjek so negiranje ili na Ramazanot, ili na hađot, ili na namazot. Iako to site drugi raboće, gi prihvaćat, no jedna rabota negirat, otvarlat, ne prihvaćat, stanuvat nevernik. I njegovo to prihvaćanje na drugi te raboti, ne mu vredi njemu. Ne mu vredi ta. Potom veli šejh Muhammed rahimahullah, vo isti od odgovor, od tori od agol, فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جهد الإنسان شيئا من هذه أمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جهد التوحيد الذي هو الدين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Šejh Muhammed rahimullah veli, znači se znajt so jasno, sigurno znanje, deka najgolemi od fars so koji dojdenje Muhammed sallallahu alaihi wasallam je to teuhidot, da se obožavat eden jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je znači najgolem fars. Teuhid, da se obožavat eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Toj teuhid, so koji dojdenje Muhammed sallallahu alaihi wasallam ispratan od Allah ta'ala, to je pogolem od namazot, pogolem od zekatot, pogolem od postot, pogolem od hađot. Znači ovi raboti, namazot, zekatot, postot, hađot, se gradat nad ovaj teuhid. Ako ti nemaš toj teuhid, džabe ti namaz, džabe ti post. Znači, fundamentot koji ti go gradiš, toj namaz, toj hađ, toj post, toj zekat, što je to fundament? Et teuhid. Ako ne to je fundament tuka, tebe tije dela ti se uništeni. Ti nemaš ništa od tije dela. Znači, potom veliš ti njemu, kako je možno koga čovek, ako negirat namazot, ili zekatot, ili postot, ili hađot, iako to, znači negirat jedna rabota od ovdje, znači ili namazot, ili postot, ili zekatot, ili hađot, jedna rabota, iako to drugi te site rabote gi izvršuvat od verata. No jedna od ovdje negirat, deka to znači go pravi nego nevernik. Tako je? Znači slušajte vнимателно сега. Ako toj, znači pravi site rabote što se barani od nego od verata, no negirat namazot, ili zekatot, ili postot, ili hađot. Jedna od ovih raboti gi negirat. So ova negiranje stanuva toj nevernik. Tako je? I ne mu vreda, ne mu ti rabote što gi pravil prethodno, znači namazot da. Ako negira hađot, primer, ne mu vredi, ne mu namazot i drugi te raboti. Veli šejh Muhammed rahimahullah, togaš kako je možno
ако тој негира теохидот, што тој теохид е верата на сите пекамбери, да не станува неверник со тоа. Се тој, значи, овде сака да му возврати на тој човек, оние луѓе кои го разрушуваат нивниот теохид со барање помош кај мртвите. Тоа е право Аллахово, а тој од кај мртвите. Значи, тој го разрушува, го уништува неговиот теохид со тоа нешто. Тогаш, како може, значи, ако тој остави намазот или постот, го негира, значи, ако го негират, станува неверник. А ако негират нешто од теохидот, не му штети нему. Значи, ме разбирате тука каде мовето, значи, да го негираш теохидот е многу поголемо од негирањето на намазот. Ама тие луѓе сака да ти го продаат, значи, таја измама и тој сомнеш, дека негирањето на теохидот, дека тоа е право само Аллахово, сака да ти го продаат, значи, како измама и како сомнеш, што тоа не е така, имаме ние право да се молиме на тие евли, на тие таму натаму и да ги бараме ним и да бараме деца, да бараме здравје, да бараме плата, да бараме работа од ним. Значи да му најде, мој да тој евлија во гробот, таму вели ја бара работа, поможи ми во оваа работа. Значи ова беше вториот агол и вели шех Мухамед рахимуллах после тоа, субханаллах, значи се чуди шејхот. Ма а'джабу хадал џахал. Колку чудесно е ова незнање, овај џахал. Значи колку чудесно е. Значи луѓето до кој степен имаат стигнато луѓето кои тврдат за себе си дека се муслимани. Третиот агол на одговор на тој сомнеш, وَيُقَالُ أَيْضًا, му се вели нему исто, на тој што е пред тебе, што така тој сомнеш да ти го продаде тебе, а ти измамнит. يُقَالُ أَيْضًا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه شهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صاحبي أو نبيا إلى مرتبة الجبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأن قال الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Во третиот агол на одговор спрема тие луѓе вели шех Мухамед рахимуллах му се вели нему дека асхабите од пекамберот од Аллаховиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ве селем, неговите асхаби, тие правеа борба против Бени Ханифа. Значи беше едно племе. Бени Ханифа. Сахаба на врв, нивниот врв беше Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху ан. И другите сахаба го следеа Абу Бекр радијаллаху ан во оваа работа. Значи им објавија борба на Бени Ханифа. А тие луѓе, Бени Ханифа, се конвертираа во исламот во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И тие тврдеа дека ан ла илаха иллаллах. Тие тврдеа ла илаха иллаллах. Wa anna Muhammadan Rasulullah, и дека Мухаммед салаллаху алейхи ве селем е Аллахов пратеник. Wa yu'adhdhinuna wa yusallun. И тие во нивните краеви каде живеат тие го вика езанот. Значи вика езан. И юсалун, значи клања намаз. Значи овие Бени Ханифа се конвертира во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Клања намаз, вика езан. Значи што? Значи ќе речеш че овие се муслимани. Клања намаз. И сето тоа асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, на врвот од нив Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху ан, ги осудија за неверници. Зошто? Зошто тие самиот сега тој ќе падне во тој одговор, тој ќе ти рече тебе да ги осудија Абу Бекр радијаллаху ан и другите ги осудија Бени Ханифа за неверници. Зошто? Зошто тие рекоа
Мусейлема el-Kedab, значи лажгото, лажниот Мусейлема, лажго, значи таким, тој човек Мусейлема el-Kedab, увек неговото име кога се спомнувата од алимите, ова му е, значи нему увек се спомнува заедно Мусейлема лажгото, лажливецот. Значи зошто тој беше прв човек после смртот пекамберот салаллаху алейхи ve sellem кој тврдеше за себе си дека е тој пекамбер. Аллах субхана ва таала го понижи него, го демаскира што? Секогаш кога се спомнува неговото име, се нарекува лажливец. Мусейлема лажливецот. Значи ова е огромна казна уште во дуњалокот. Да биде значи познат како лажливец. Шех Рабија хафизахуллах што вели? Казната за лажливецот е во дуњалокот, иако ја каже вистината да не му се верува од него. Разбравте значи кој ова колку голем е збор? Значи тоа е казна човек што станува познат за лага, што е и некогаш да ја каже вистината тој, не му се верува од него. Затоа значи тој ќе ти рече тебе, да, тие станаа неверници, но поради што тие велат дека Мусейлема е пекамбер. Затоа сахаба ги осудија ним за неверници. Тогаш му велиш факул, речи му нему, хаза хуел матлуб. Ова е значи, ова ние го сакаме од тебе. Ова го сакаме ти да го потврдиш, значи да го речеш и со твојата уста. Зошто? Зошто? Ако е тогаш станува човекот, значи тие се клања, рекоме се клања, викаат езан, велат ла иляха илlallah Мухамедун расулуллах. Ако човек ги тврди овие работи, ги тврди сите овие работи, но тој тврди само дека Мусейлема е пекамбер, не му вреди тие работи, намазот, езанот, шахадето, не му вредат нему, иако тој или тие Бени Ханифа, тоа племе, го кребаат еден човек само во степенот на еден пекамбер, а не на степенот на Аллах Джелешану. Значи, разбирате, Аллаховата право е поголемо од правото на пекамберите. Пекамберите се Аллахови робови, кои Аллах ги има ним створено, создадено. Тие се Аллахови робови, кои се покорни спрема Аллах Таала. Значи, Аллаховото право е поголемо од правото на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Ова би биде јасно. Што велеше пекамберот салаллаху алейхи ва селам, јас имам највише страф од вас спрема Аллах Таала. Пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам се плаши од Аллах субхана ва таала. Тој е роб Аллахов. Значи тој што го креват еден човек, како тој Мусейлема el-Kedab, го креват во степенот на Мухаммеда салаллаху алейхи ва селам, го прави пекамбер, значи со тоа прави неверство. А како идат луѓе, други, и ги креваат створенија како Шемсана, како некои си други, ги креваат не во степенот на пекамберот, во степенот на Аллах Джелешану. Како е тогаш? Значи тој направи неверство со тоа? Не излагат од варата? Излагат, значи, излагат без сомнеш. Но, што вели, значи, Аллах Таala, كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Така Аллах Таala ги запечатува срцата на оние кои не знаат. Значи ги запечатува нивните срца. Ги запечатуваат нивните срца. Четвртиот агол на одговор спрема тој сомнеш е ويقال أيضا, му се вели на него исто, الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في التاج أو أمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. Вели шех Мухамед рахимеллах во четвртиот агул на одговор на тој сомнеш дека оние луѓе кои Алија ибн Аби Талиб ради Аллаху ан ги казни со оган, зошто? А тие луѓе во исто времено тврдеа дека се муслимани. Значи тие луѓе тврдеа за себе си дека се муслимани, но Алија ради Аллаху ан ги казни ним со оган, зошто? И тие беа од
znači, min ashabi Ali, znači od drugarite na Alija radijallahu anhu, vistina. Wa ta'allemu li ilma min sahaba, i te učija kaj sahaba, učija voredovi kaj sahaba, walakin i'taqadu fi Ali mitla i'tiqade fi Yusuf Šamsana wa thalihima. No tije ima veruvanja, znači počna da veruvat, teka Alija radijallahu anhu, znači mu napiša na Alija radijallahu, kako veli šejh Salih al-Šejh, mu dado an Alija radijallahu an svojstva, što se Allahovi svojstva samo. Znači, vo momentot, iako ti je bija među sahaba, iako ti je učaka i sahaba, iako ti je se narekuva muslimani, vo momentot koga ti je mu prepišuva na Alija radijallahu an svojstva koji se samo pravo Allahovo, izlego od verata, odpadna od verata. I poradi toga, Alija radijallahu an od njegovata žestoka lutina, došto se tuka se beše oprašanje Allahovo to pravo, togaž Alija radijallahu an gi zapali so ogan. Kako kazna za to. Posle veli šejh Muhammed rahimullah, kako više možno da sahaba ridvanullahi alejhim ejma'a, znači sahaba bija vo konzens, bija znači vo jedno mislenje, vo soglasnost, deka tije luѓе trebat da se pravit, da se vojuvat, znači borba se pravi protiv njih, i deka se izlezeni od verata, keferu. Znači, stana nevernici. Znači, sahaba i Pekamberu sallallahu alaihi sallam velit, la tečtemi ummeti ala dalal, moj od ummet nema da padne vo isto mišljenje, vo soglasenje, vo konzens, za vojna rabota što je zabluda. Znači, ako dojde do soglasuvanja na site alimi za jedna rabota, to je vistina. A kako je koga ide vo soglasuvanje site sahaba? Znači, to je bez omniše kaj to je vistina. Soglasuvanje to na sahaba. Kako Allah te čuvat i te poživjat, šejh Ali Nasr al-Faqih, jedan od alimite vo Medina, reče, zašto, iako imaše site indiciji, site qara'in, deka Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an će biti halifata posle Pekambera sallallahu alejhi ve sellem, no ne dojde tekst, ekspliciten jasen tekst, Abu Bakr je moj halifa da reči Pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači Pekamber odzeleče, Abu Bakr da klanja namaz. Ta starata žena koja dojde, ako ne te nadam ja Rasulullah, koja će dojam pak koga da odam, reče kaj Abu Bakira i tak je natamo. No nema tekst koji, znači eksplicitno od Pekambera sallallahu alejhi ve sellem, Abu Bakr je moj halifa. Nemate. Zašto veli šejh Ali Nasr al-Faqih? Zašto? Sahaba ridvanullahi alejhim ke se soedinat posle smrti od Pekambera sallallahu alejhi ve sellem, ke se soedinat da halifata da biti Abu Bakr radijallahu an. A nivno to soglasenje znači teka umetu nikogaž ne može se soglasiti vo jedna rabota što je pogrešna. Znači, soglasenje to na sahaba je mnogo žestoko jako za dokaz protiv onih koji ima omraza protiv sahaba ridvanullahi alejhim. Došto site sahaba se soglasija bez isključok, deka onaj ke biti halifa posle Pekambera sallallahu alejhi ve sellem koji? Abu Bakr radijallahu an. Сега, kako može sahaba voniša se soglasati koga je greška? Nemožno. Isto što je mnogo žestoko vozvratuvanje protiv Rafidite i Šija, Alija radijallahu an работеше како qadi, sudija, šerijatski sudija, vo времето на хилафетот од Абу Бекира и Омера. Значи ти под кого работиш владење, значи под кого си задоволен како владар. Ако беше Алија радијаллаху незадоволен со нив, ќе одбиеше. Ама тоа е кога Аллах Таала на тие луѓе им ги запечатил нивните срца. Вели шейх Мухаммед рахимуллах,
أم تظنون أن الاعتقاد في التاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر. Ili mislite vi da imate vi takvo verovanje vo toj tač i Jusuf Šemsan, nekoj druge što gi prati evli i obožavat, im se molat, mislite vi vonim da gi krevate vi vo stepen na Allah Đelešanu, to ne šteti, ama verovanje do valija da go kreniš vo stepen na Allah Đelešanu, to šteti. Znači ne može to. Alija radi Allahu anje, znači vo vrednost, a podobar od tije site, od Tač, od Jusuf, od Bedavi, od Abdul Qadir. Alija je sahabi od pekambera sallallahu alaihi sallam. Alija je posrećen so džennet radi Allahu anje. Alija radi Allahu anje je zet od pekambera sallallahu alaihi sallam. Prv maloleten što ovo primal islam od je Alija radi Allahu anje. Znači ima golemi vrednosti Alija radi Allahu anje. No so te sve to, ne sme da se krenite Alija radi Allahu anje, vo stepen ko je to samo pravo od Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Alija, ni Muhammed sallallahu alaihi sallam, ni Džibril alaihi sallam. Nikoj. To je Allahovo čisto pravo. Samo to je jedinstveno da se obožava. Ni angel, ni pekamber, ni evlija, ni ne znam što. Nikoj nema pravo da biti obožavan. Ostven, jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Ova je baza koju treba da imaš i so tebe. Baza. Se Alija radi Allahu, kako što velite šejh Salih alu šejh hafidahullah, deka Alija radi Allahu anja, bez somneš, teka to je podobaro tije, spomnatite, to je Tač, Jusuf, Šemsan, Abdul Qadir Džajlani, Bedavi, drugi grobovi kao što da tije dobožavat, Alija radi Allahu anja, bez somneš onim podobara. Znači, Alija radi Allahu anja sahabi. No, so sve to iako je sahabi, nema pravo to je da biti obožavan. Nema pravo da biti to i krenat vo stepen na Allah Ta'ala. Veli šejh Salih alu šejh, za oni je luge koja barat pomoć kaj tije mrtvi luđe Šemsan, Jusuf, Tač i drugi, jedna grupa na luge mislat deka tije možat njim da im pomognat vo nivniti teškoti samostojno. Znači da nema potreba za Allah Đelešanu. Znači to je Tač Jusuf, nema potreba za Allah Đelešanu. To je samostojno od sebe si, moć da mu pomogne njemu za njegovite potrebe i teškoti. Druga vrstana grupa na luge misla deka tije, znači ne, tije luge ima posebna privilegija kaj Allah subhanahu wa ta'ala i tije može za nas zabrat šefat i taka nas da ne se ispolna našite baranja. No dvete pađa dvo širk. Da li to im se molim na njih i veruva deka to je samostojno moj da mu pomogne njemu, ili da li to mu se moli na nego i misli deka to je pravi šefat kaj Allah ta'ala, pađa dvo širk i izlagat od verata. Da li sakat ili neće. Da li mu se dopađat ili ne mu se dopađat. To znači ne vredit ni malce. Isto peti od agol na odgovor veli šejh Muhammed rahimahullah wa yuqalu aidan. I mu se veli njemu isto kako odgovor sprema tije ljudi koji saka to je somnežati go vnesa tebe od tvoje do srca. Benu Ubejdin al-Qaddah alladhina malaku al-Maghrib wa Misra fi zamani bani al-Abbas. في زمن بني عباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا من ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Znači peti od agol na odgovor prema toj somneš, veli šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, Benu Ubejdin al-Qaddah. Ova sekta na luga, Ubejdijun, što se kaj neznajnite luge poznati su ime to Fatimijun, Fatimita. No toa ne je pravilno narekuvanje za tije luge. Tije nego zaslužuva toa ime Fatimijun. Se so toa saka tije da se prava deka tije se od
од породицата, значи, на Фатима радијаллаху анха, и дека тие се, значи, следата Фатима радијаллаху анха и Алија радијаллаху анха. Но тоа е само измама и, значи, покрив кој сака, значи, да ги измамнат муслиманите. Овие Бену Убейдин, значи, тие се вика најубаво правилно име за ними, Убейдити. Убейдијун el-Qaddah. Овие луѓе, околу 200 годиња владеа во Магриб, во Мароко, Тунезија, Алгерија и во Миср, и во Египет. Значи, под нивна моќ, под нивна сила беа тие држави. Магриб и Миср, Египет. Значи, на арапски Египет викат Миср. А Магриб. Овај збор се употребува Магриб за овие држави. Тунезија, Мароко, Алгерија. Со еден збор. Магриб. Кога видиш Магриб, значи овие. Ама денеска, во нашево ново време, арапски државата Мароко се викат Магриб. Ама кога читаш ти во старите книги Магриб, како книгава на шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб, што напишана пред 250 година, и други книги, кога велат алемите Магриб, значи се мисли, значи, целиот регион тој. Дури и Либија фаќат, дел од Либија исто. Магриб. Ова е, значи, важно да учиш ти, значи, знаењето од алимите. Се ти ако учиш денеска и ти читаш Магриб, ти само мислиш дека Мароко е. А во тоа време Магриб, значи, се мисли, значи, има друго сваќање. Овие луѓе, оваа секта на луѓе, убедитите, владеа во Магриб и во Масар, во Египет 200 години. Таја секта, сите тврдеа, велеа, значи, Ла илаха илlallah, Мухаммедун Расулуллах. И за себе тврдеа исламот. И тие клањаат џума и во џемаат. Но, кога тие некои други работи направија, што беа во спротивност на шеријатот, што вели шех Мухамед рахемуллах, тие работи се многу помали од оние работи кои денеска муслиманите се најдуваат. Значи, работи се овде што сака шејхот рахемуллах да ти поврзи тебе, значи ти вели тебе шејхот, значи денеска имат луѓе кои, значи, заминати се многу глабоко во ширкот. Овие Бену Убейд, тие не беа толку во заблуда, но пак алимите еджмаа, алимите се согласија во едно мислење беа дека тие убедитите стана чафири. Иако тие не стигнаа во толку тешки заблуди како некој луѓе што се денеска што се нарекуваат муслимани. И кога им се осудат тие, значи за неверници, велат зошто вие не правите нас како Абу Џахел и Абу Лахаба, кога ние велиме ла илаха илlallah. Не, овие убедитите и тие велеа. Ла илаха илlallah, Мухаммедун Расулуллах. Клања намаз, клања во џемаат дури, клања џума. Но кога покажаа некој дела што се во спротивност на шеријатот, алимите беа во согласност дека тие се неверници и во согласност беа треби против нив да се војуват. Значи муслиманските владари, не секој поединец, забрането е поединечно да правиш борби рабоче. Не. Тие работи борби рабоче се работи на држави. Значи работа борба и спроведување на казни. Значи ти велиш некој ти направил неправда, така? И ти знаеш што правиш? Сам оиш и ја спроведуваш казната. Велиш зошто тој ми направи? Не, ова е забрането во исламот. Ова е строго забрането. Тој кој ја спроведува казната е владарот, овластен владар. Овластен владар. Не поедина индивидуалци. Тоа не постои во исламот. Тоа внесува само каос и неред. Исламот е вера на ред, на сигурност. Значи, алимите беа во согласност дека тие луѓе, убедитите, се неверници и муслиманските владари треба да војуваат против нив. И дека нивните држави, значи кои тие ги поседуваат во нивните раце, кои беа муслимански држави, треба, значи, да се војуваат и да се одземат од нивните раце. И така исто се случи да муслиманите, значи, војуваа против нив. Овие убедитите, убедијун,
Од тие лоши работи исто кои ги правеа за муслиманите, тие да им става, значи, многу голема страф во нивните срца, за тие да се откажат од нивната вера, од верата која дојден Мухамед салаллаху алейхи веселем и да ја следат таа секта, значи убедическата секта да ја следат. Што правеа тие? Во нивното време, каде владеа тие во Магриб и во Масар, во Египет, од тие казни кои ги правеа, зема алимите на муслиманите, на Ахлу Сунна вел Џемаа, ги носеа пред збирка на луѓе, значи голема збирка на луѓе, и го тераа со сила, го импонираа да тој да тврдит нивното верување како тие што веруваат. Ако алимот не прифаќаше она што се бараше од него, пред сета публика, да ви го кажа малце по наше зборов, значи, пред сета публика на луѓе, му ја ваѓа кожата од неговото месо. Значи го убива. Значи жив пред публика, му ја ваѓа кожата од неговото тело. Што сака со овие дела, злочински дела да постигнат, за да им стават страф. Прва линија на алимите на Ахлу Сунна вел Џемаа и втора на обичната класа, за да се откажат од нивната вера. Но луѓето на Ахлу Сунна вел Џемаа седеат цврсто, се држаат цврсто, не се откажуваат. Сега секој од нас нака се прашат, дали ти ќе бидеше овде, ќе обстанеше и ќе се држеше. Денеска ни е малце да не штимуваат нешто во нашиот живот, во нашите редови. Малце нешто, све оставаме од верата како требит, само да се вратит меот да биде полн. Да. Ти кај си од овие примероци? И после велиме, ние сме муслимани, ние сме олку и толку со традиција и што ти знам јас. Види, имало луѓе што, значи, жив брат. Знам, нема овде со наркоза, брат. Нема да наркози работи да не оседиш. Не. Жив, потполно си тука со паметот. Да ти ја ваѓа некој кожата тебе. Но, ти се држиш цврсто. Зошти? Како што му велеа маџиничарите на Фирауна. Дека ти имаш само казната на овај дуњалог. Но онај што умира за неверник, неговата казна е продолжуваат за секогаш. Шех Саади рахимуллах што вели, ти одлучи се сега. Сакаш лезетлокот на дуњалокот што е ограничен, или сакаш да го изгубиш, значи вечниот, значи дженнет. Се толку дуњалокот, брати, да живиш 1000 години, ќе дојде време мора да умреш. Ама умри ако умреш, како вистински верник. Како вистински верник. Не умира, значи да ја продаеш верата твоја за неколку мигови кои ќе ги поминиш во дуњалокот. И оваа секта, убедитите, оваа секта е првата секта кој го внесе мевлутот во исламот. Значи, они што прават мевлут, го следат оваа секта. Да. Оние кои прават мевлут, следат во тоа делување, во тоа практикување, оваа секта. Кој со согласение од алимите, неверничка секта, излезена од исламот. И види каква омраза имала оваа секта за луѓето на суннетот. И ти со тој мевлут правење, оваа секта ја следиш. Не следиш Мухаммеда салаллаху алейхи веселем. Не следиш Абу Бакира во тоа. Не следиш Омара. Не следиш Усмана. Не следиш Алија радијаллаху анху. Сега одлучи се ти. Ама бабо правиш, абе нана, абе малото мое, не знам што. Не одлучи се, сакаш Абу Бакира да следиш или сакаш овие убедитиве да ги следиш. И да велиш да не ги следа, со твоето правење ги следиш.
И да велиш 1000 пати не ги следам, со твоето правење ги следиш, во дело ги следиш. Иако суштата твоја даваш зборови што немаат вредност. Сега следиш, сакаш чафири, ја следиш, што алимите еджмаа улема, алимите се во согласност. Дека оваа секта се куфар. Кого сакаш да следиш? Немат време за мислење. Времето за мислење поминато во вистина. Поминато е одомно. Време е за делување. Време да делуваш. Чврсто да се држиш за оваа вера. Тој е спасот. Се збиравме. Да, се збиравме, се правевме, се славевме, не знам што, нема себепи. Себеп е она што е себеп шеријатски. Нема себепи од некој убејди што се чафири. Себеп, оня што го правил Аллах Джелешану себеп. А не ти и ја, и мојот дедо, и мојот татко, и мојот селаник, и не знам што. Ова, брат, значи, за секого го зборам. Не зборам, значи, за ова мало и за она мало. За сите ова важи. Бел, црн, жолт, кафеав. Араб, не араб. Ова за секого важи. Ова вера не е дојдена за една класа на луѓе, за една фарба на луѓе, за секој еден е дојдена. Да, брат, нема нација во оваа вера, брат. Нема нација во оваа вера, ти разбираш ли не? Не, каумија, брат, национализам е нешто многу ниско во оваа вера. Не е фалено национализмот во оваа вера. Најдобро е богобојазливиот. Не е националистот. Вели шех Мухамед рахимуллах, ва юқалу ејдан. Исто му се вели на него, значи како одговор, ова е више 6 агол на одговори во овај сомнеш. Ида кана ал-ауалуна لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك والتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. Ако ти му велиш нему, дека оние првите кои ги спомнати дека тие станаа неверници, Абу Џахал, Абу Лехеб, поради тие што тие правеа ширк, го негираа пекамберот, го негираа Куранот, негираа оживувањето и така натаму. Значи, само со овие работи се прави човекот неверник. Тогаш, од каде алимите на исламот, во секој мезхеб без исклучок, имаат капитл, слово, а тоа е Бабу хукмул муртед. Значи, словото, правилата, прописите за испадникот од верата. Значи, ако човек не станува испадник од верата, значи неверник, тогаш зошто сите алими тоа слово, значи, го пишуваат. И во сите мезхеби. Значи, Ханефија, Маликија, Шафиија, Ханабила. Сите, значи, бабун хукмул муртед. У секој мезхеб. Значи, прописи за онај кој излагат од верата. И потоа, значи, а кој е тој муртед? Ва хуа ел муслиму леди јекфуру ба'да исламихи. А тој е онај муслиман кој стануват неверник после прифаќање на исламската вера. Значи, што значи това? Дека може човекот да стане неверник после прифаќање на исламската вера. Ако не беше така, тогаш зошто тоа слово алимите го пишувале во секој мезхеб? Бабу хукмул муртед. Ако тие прописи, значи, не вредат. Ако човек го више еднош влага во исламот и нема за него завршено е, што сака нака прави тој, не му штети днему, тогаш, значи, што е, значи, улогата да алимите во секој мезхеб тоа го спомнуваат. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب. И потоа, кога алимите го спомнуваат ова
znači slovo, a to je babu hukmul murtad, znači propisite za onaj koji станува ispadnik od verata, i тука спомнува, значи, многу врста со кој човекот може да излезе од верата. Не само овие работи, негирање на Курано, негирање на оживувањето, негирање на пекамберот салаллаху алейхи и така натаму, и други работи кој човекот излагат од верата, испаѓат од верата. Од тие работи и работи што можат во нашите очи не изгледаат дека се многу ситни работи и едноставни. Како на пример, келиматин језкуруха билисанихи дуна калбихи. Ако речи тој еден збор кој е, значи, куфр збор, иако тој не верува со тоа во неговото срце, излагат од верата. Например, тој, што вели шех Салих ал-Шех хафидахулlah, го вреѓат Аллах Таала со зборов, или пекамберот салаллаху алейхи го вреѓат. Излагат од верата. Иако вели да не верува тоа во срцето, ја го реков само тоа како на заврканција. Излагат од верата. Имам Малик рахимуллах што велит? Ако рече некој пекамберот бил нечист, и со тоа тој сака да го навреди пекамберот, неверник е. Неверник. Што се оние што велат тогаш во времето на пекамберот немаше жилети? Таке велат. Затоа не можеа тие брадите да ги бричат. Денеска не имаме жилет, американски жилет имаме денеска. Што да се правиме секој ден да ја фрламе брадата в корпа. Еден од бачишта ми велеше ваке, ме се маше по лице. Ваке треба да бидиш чист. Да, и се маше по лице. А велеше пекамберот тогаш тој ја немале жилети тие да се чистат как денеска. Да. Значи, такви заблудни глави, брат. Тие луѓе се во голема опасност. Значи, тој е во голема опасност. Да мисли тој дека пекамберот сам бил нечист. Има Малик рахимуллах вели, кој мисли таке? И наменува со тоа, значи, навреда за пекамберот, саллаллаху алейхи ва салам, тој е кафир. Кафир. Исто, седмиот агол на одговори, вели шех Мухамед рахимахуллах, ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولكن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Тие се колнат во Аллах Таала. Тие се колнат во Аллах Таала. Ма قالوا, дека не го рекле тоа нешто, ولقد قالوا, но рекоа тие, збор на неверство, وكفروا بعد إسلامهم, и направија неверство после нивното влагање во исламот. Што значи дека со изговарање на збор, иако не веруваш и во твоето срце за тој збор, но го изговараш како на зафрканција, на изигравање, на исмеување, излагаш од верата. Иако не го немаш тоа, значи убедување во твоето срце, само со збор го изговараш. Видите Аллах Таала што вели? Јехлифуна билlah, тие ти се колнат, ја Мухамед, ки се колнат тие тебе. Јехлифуна, валлахи ке велат, ма калу, не рековме. وَلَقَدْ قَالُوا, но рекоа тие, келимат ел куфр, збор на неверство. Значи збор, не верување вната, и атиқад. Не, само збор. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, и стана неверници после нивниот ислам. Значи, што значи тоа дека човекот после прифаќање на исламот може да испадне од верата. Значи, не значи тоа ако тврди ла иляха илlallah Мухамедун Расулуллах и кланјат и постит и прави хаџ и дава зекат, дека ова него више готово завршите во дженнете. Што сака нака прави? Му се моли на овега, му се моли на онега, на гроб, на страчка, на мачка, на дрво, не знам што, не му штети нему ништо тоа. Не, пуштетите важат од исламот. Затоа немој да веруваш на тие глави заблудни. За тие да ти излажат тебе и утре кога ќе умриш ти, тогаш ќе гледаш. Тогаш ќе видиш што ќе се случи со тебе. Ама тогаш таа глава заблудна, велит Аллах Таala, أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Велит Аллах Таala, оние луѓе кои беа пријатели во дуњалокот, но беа пријатели во дуњалокот за интереси дуњалочки. Јауме идин, на судниот ден, јаумул кијама,
ba'duhum li ba'din adu. Jedan na drugi se neprijatelji. Oni je luđe koji se prijatelji vo dunjalko, drugari, za dunjaločki interesi. Jeuma idin na sudnji den, ba'duhum li ba'din adu. Jedan na drugi se neprijatelji. Osven illa al-muttaqin, osven oni je koji se bogobojazljivi. Znači oni koji se sakale v imena Allah ta'ala. Znači to je tebe što se pravo prijatelj, neprijatelj, na pazar, na ulica, što ti kažu al basmi pazarski. Pazi se od nego. Se tu kak ti vidi, to je najgolemio neprijatelj tebe. I ke zadoči protiv tebe. Zato ne veruje v oni što ti prava tebe sve ravno. Abe pravi ovo, abe pravi ono, abe ništo ne, abe ovak, tak je veljatija. I na kraj, ke vidiš što će se slučiti. Što veli šejh Muhammed rahimullah? Ama sami'ta Allahu kaffarahum bi kalimatin ma kaunihim fi zamani rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhidun. Veli šejh Muhammed rahimahullah, a ne slušaš ti ovaj ajet, nego slušaš ovaj ajet, teka Allah ta'ala gi osudi za nevernici. Poradi jedan zbor koji ga izgovorja tije, iako ti je, beja vo vreme to na pekambero salalsam, zajedno so pekambero žive. I ti yujahidun, ti je izlaga vo džihad so pekambero salalsam, zajedno, vojuva. Znači, zajedno vo redovite na muslimani ti izlaga so pekambero. وَيُصَلُّونَ se klanja, وَيُزَكُّونَ dava zečaj, وَيَحُجُّونَ da pravat hađot, وَيُوَحِدُونَ i go tvrda tevhidu za Allah dželešanu. No rekao jedan zbor koji beše zbor na neverstvo. Sve to klanjanje, sve to je hađ, sve to je post, sve to izlaganje su pekambero sallam vo borbite. Ne im vredeše. Keferu, izlagao od verata. Koji gi osudi za nevernici? Allah subhanahu wa ta'ala. Kafaru ba'da islamihim. Napravija neverstvo posle nivното влaganje vo islamot. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ. Isto oni je luge koji reče Allah ta'ala sonim. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Velite Allah ta'ala, ovaj ajd je vo vrska za jedna grupa na luge munafici objaven vo bitkata na Tabuk. Vo bitkata na Tabuk, ko izleze pekambero sallallahu alaihi wa sallam za Tabuk da ojt. I ti je so pekambero ti izlagao zajedno. Znači izlagao vo borba. Zajedno so pekambero sallallahu alaihi wa sallam. Što napravija ti je vo tek od naodenje to? Se pravi, znači za farkanci za pekambero sallallahu alaihi wa sallam se ismeuva so pekambero sallallahu alaihi wa sallam i so sahabite. Rekao deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovite sahabi se luge koji mnogu jadat i golemi meo imat, stomaci, i se kukavici. Znači go narekao pekambero sallallahu alaihi wa sallam kukavice i njegovite ashabi. Što reče Allah ta'ala? Eden od muslimanite, od visinskite sahaba koji beše tuka blizina stonif, i mu reče, jak je pojda sveke mu kaže na pekambero sallallahu alaihi wa sallam, ova što go rekao te vije za pekambero sallallahu alaihi wa sallam i za njegovite drugari. No pred da doj toj, Džibril a.s. dojde pred njego. Qul abillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testahziun. Reči im njim, a vije so Allah, so njegovite ajeti, so njegovi od pekamber, se ismejuvate? La ta'tadiru. Nemoj da se opravduvate. La ta'tadiru. Kad kefertum, vi napravite kufr, neverstvo, ba'da imanikum, posle vaše to verovanja. Što znači kad ti možda staneš od verata, da izleziš, to je jedan zbor, izlagaš od verata, izletuvaš od verata, završuvaš i gi skinuvaš svi te karti, ne ti vredita. Veli šejh Muhammed rahimahullah, fahaulai alladhina sarraha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim hum ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi gazvati Tabuk. Oni je koje Allah subhanahu wa ta'ala gi osudi za nevernici, tije se zajedno so pekambero sallallahu alaihi wa sallam vo bitkata na Tabuk. Znači izlegao zajedno so pekambero sallallahu alaihi wa sallam. Qalu kelimatan zakaru annahum qaluha ala wajhi al-mazhi. Znači ti je rekao taka rekli neko zbor, mnogo rekle to kako da se ismeuva, da se zafrkava,
Ама со кого со пекамберот саллаллаху алейхи ва саллям. Фатааммал хази шубха ва хия qauluhum تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصمون ثم تعمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. Veli šejh Muhammed rahimahullah, šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, veli deka razmisli dobro za ovaj somnež. Znači, a somnežот беше, тие луѓе ти велат тебе, како можете вие муслимани да ги правите за неверници, кои тие тврдат шехадетот и клањаат намаз и постат. А овие што беа со пекамберот во газвата Табук, во битката на Табук, ти не клања намаз, не веле ла иляха илlallah Мухамедун Расулуллах, ти дури излегоа со пекамберот салаллаху алейхи ва саллям. Излегоа во борба, да. Колку ќе излезе од нас со пекамберот салаллаху алейхи ва саллям? Ти излегоа со пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, но со сето тоа, шахадетот, намазот со пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, кога рекоа збор на куфр, излегоа од верата. Не може да се оправдуваат. Не им беше тоа, значи, заштита да не излагаат од верата. Што кажува тоа, дека ние треба врвно да се пазиме. Што значи дека со еден збор можеш да излеташ од верата. И работата не е, брат, да мислат луѓето за тебе дека си муслиман ти. Ти може луѓето мислат дека си муслиман, ма ке Аллах Джелешан си кафир. И тоа што се брои дека Аллах Джелешан е тоа, нека е луѓето. Иако те можат 100 оџи ќе кланјаат џеназето. 100 оџи, не 10 или 20 тројца, тоа е малото твое што се вели. Не, 100 оџи ќе кланјаат џеназето, ако си кафир не ти вреди тоа. Не ти вреди, ни малца. Затоа велите, значи, шейх Мухамед рахимуллах размисли, значи, одговорот на овај сомнеж, зошто овај одговор е од највредните работи кои се најдуваат во оваа книга. Значи, овие од 8 аголи кои шейхул Ислам рахималлах им одговараше тука, уште последниот агол ќе го спомниме сега, овие 8 аголи кои ги спомнува шейх Мухамед рахималлах за одговор на оние луѓе кои идат со сомнежот, а тој сомнеж тие во времето на пекамберот салсам мушриците не веле ла иляха илlallah, не тврдеа во, значи, за Куранот не го прифаќаа Куранот, не го прифаќаа пекамберот салсам, не веруваа во оживувањето, а ние велиме ла иляха илlallah Мухамедун Расулуллах, веруваме во Куранот, веруваме во пекамберот, веруваме во оживувањето, како може да направите вие нас за неверници? Тоа му лишаве, види, значи имало луѓе кои исто биле таке, но излегле од верата. Исто, 8-миот агол, кој го спомнуваат шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тој е: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Исто, од аргументите во оваа врска се исто, она што Аллах субханаху ва таала не извести нас за Бени Исраил, со нивниот ислам кој го имаат тие и нивното знање, шеријатско знање, значи за шеријатот на Муса алейхиссалам, што има врвно знање. И со нивната, значи, упатство во верата што има, сето тоа му рекоа на Муса алейхиссалам: идж'ал лана илахан кема лехум алиха. Направи ни нас еден бог како нивните богови. Ова, значи, ако тие го направеа Бену Израил, стануваа неверници. Ако го тие само му побараа на Муса алейхиссалам, а не го направија. Значи, идж'ал лана илахан кема лехум алиха. Направи ни нас ти еден бог како нивните богови. Што значи тоа? Значи, иако ти има знање и познавање за шеријатот на Муса алейхиссалату вассалам, но пак може човекот да излизга во верата. Ова што го спомнува шейх Мухамед рахимахуллах како 8-ми агол тука, за да ти кажи тебе и мене, како што вели шейх Салих ал шейх, некои луѓе идат и вели: ама тој, како може тој да направи, како може тој човек да рече таа збор на куфр, тој е алим. Како може тој алим да го осудиш, пример, за тоа?
Той алим врвен. Не, молиш, чекaj. Benu Izrail beja vo društvo со Musa alaihi salatu wassalam. Им иде пекамбери по пекамбери. Но пак, го рекоа тој збор. Што значи дека ширкот, куфрот, е работа кој треба човекот врвно да се чуват. Да, шејтанот тука работи. Најглавна работа тоа да те направи тебе мушрик, кафир. И после тој те остава тебе. Исто така, wa qawlu unasi min as-sahaba. Isto neko od sahaba ridvanullahi alejhim, што беа во друштво со пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, кога излегоа во битката на Хунейн, идж'ал лана зата анватин. Направи ни нас, значи има мушриците на дрво. Дрво, кој ги обесуваа нивните оружје, нивното оружје го обесуваа на тоа дрво, бараа бериче до тоа дрво. Затоа да бидат поиздржливи во борбата. Кога видоа некои што беа пресно влезени во исламот од сахаба ридвануllahi алейхим, му рекоа на пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, идж'ал лана зата анват. Направи ни нас исто едно дрво како нивното дрво шимат, за не да го бесуваме нашето оружје тука, да бараме беричето тоа дрво, да бидеме поиздржливи исто во битките така натаму. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ve sellem рече Аллаху акбар. Аллаху акбар значи кога е некоја работа, значи чудесна, за чудење. И инна хада, рече пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, инна хада надиру qawli бени Израил, идж'ал лана илахен. Ова исто како она што го рекоа бени Израил спрема Муса алейхи салату вассалам, направи ни нас еден бог како нивните богови. Значи, со барање дрво, за да го земиш за себе, за бериче, за издржливост, стануваш неверник. Како е оние луѓе што велат чукни на дрво? Таке? Камен дрво. Овде влагат и тие. И после велите, море, јас сум муслиман. Ние сме 200 години муслимани, 300, ја не ипамта дедовците пред дедовците мои. Не, ова вера не е со наследство. Не. Ова вера е ти сам што си. Не што бил твој чичко и дедо и теза и тетка и не знам што. Овде, значи за последна точка, и иншалла другата неделя ќе продолжиме, овде имат мала разлика, што треба да бидете пазливи. А тоа е Бену Израил и исто сахаба кој го рекоа тоа за дрвото. Не се направија со тоа неверници. Зошто? Не правеа тоа во дело. Значи не го спроведува тоа во дело. Туку кога Муса алейхи салату вассалам ги критикуваше за тоа, тие се отргнаа од тоа. Исто пекамберот салаллаху алейхи ve sellem, кога ги поучи неговите сахаба, беа послушни, се покорија и го оставија тоа, така? Овде има разлика. Шех Салих ал-Шех вели, кога зборевме за збор што е неверство, самиот збор е неверство. Ако го речи човек со зафрканција, иако не верува во неговото срце, излагат од верата, како што спомнаме тие ајетите. Ама, ако речи на овај пример се тука, бара тој нешто што е во пракса куфар и ширк. Значи, не самиот збор, значи, туку праксата, значи, земане тоа дрво, или земане тие кипови, праксата тоа, значи, те прави тебе мушрик. Ако бара човек една работа, слушајте добро, ако бара човек една работа, што е таја работа во пракса куфар и ширк, ама не ја прави тој, таа е во пракса, тој ја бара само, и тој во моментот автоматски тука се подучува од знаен човек, и тој се отстранува од тоа, не се прави неверник тој. Значи не станува неверник. Уште е муслиман. Но на овај човек, како што вели шех Мухамед рахимахуллах, на овај човек со жестока критика се подучуваат. Значи му кажуваш дека оваа работа е многу опасна. Во исто време тука. Ама тој не станува неверник. Значи има разлика, види, зборот кој самиот збор на себе си куфар и ширк и работа која бараш што таа во пракса е ширк или куфар, што уште не ја практикуваат и се потучуваат во моментот, така со тоа не станува тој мушрик или кафир, ако тој во тој момент го прифаќа тој совет и се оддалечуваат од тоа што сака да го спроведи во пракса. Хаза ва салаллаху ала набина Мухаммед ва алихи ва салlam.